Почитувани следбеници на Пресинг ТВ, во обид да направиме една мала паралела со референдумот за независност и осамостување на Република Македонија од поранешната Југословенска федерација, одржан на 8 септември 1991 година, и предстојниот референдум закажан за 30 септември годинава. Гости во нашето студио се господата Милан Талевски и професорот Јове Кекеновски. И не случајно ќе речем, зашто обајцата во колективната меморија, што значи и во историјата, и таа до сега пишувана, а веројатно и таа што во иднина ќе пишуваме, ќе останат запаметени како главни организатори на прославата што беше одржана на главниот скопски плоштад во досните вечерни часови на 8 септември 1991 година. Само како подсетување, господинот Талевски во плурал на Македонија беше првиот претседател на собранието на град Скопје, што е функција денеска еднаква на градоначалник на главниот град на Република Македонија, а господинот Кекеновски подпредседател на собранието. Со оглед на условите во студиото, ќе одиме со поединечни разговори, во кои ќе бидат поставени две идентични прашања. Почнуваме со господинот Талевски. Господинот Талевски, добро дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Драго ми е. За почеток, од оваа временска дистанца, како гледате на референдумот во 1991 година и како се најдовте во ситуација да бидете главни организатори, еден од главните организатори на прославата? Па добро, вака, во интерес на јавноста, во интерес на подсетувањето како се случиле сите тие работи околу организацијата, помалку или повеќе можам да кажам следново. Се разбира, се уште се свежи сеќавањата како вчера да беше сето тоа. По изгласувањето на референдумското прашање некаде 7 или 8 август преку собранието на град Скопје, собранието на Република Македонија, со една напомена дека за да има запознавање за помладите и за постарите да се подсетиме, се сеќавате дека имаше една борба во самите пратеници, тогаш имавме 120 пратеници, се сеќавате, избрани на мнозински систем. И после осамостојувањето со декларација за независност на ден 25 и 26 јуни од страна на Словенија и Хрватска, се создаде една политичка атмосфера, политичка клима, како сето тоа да се преточи во Македонија, бидејќи Македонија беше составен дел од Југословенската федерација и време беше вековната идеја, стремежот на македонскиот народ да се рефлектира преку еден референдум или еден начин на изјаснување за своја самостојна и суверена држава. Со оглед на сите препукувања како се случуваше во собранието, кој дал повеќе придонес, дали СКМ ПДП или ВМРО ДПМН во тој историски контекст, во тој состав на пратениците и со тоа политичко милје и искуство што го има како едните, така и другите, се дојде до еден компромис да се воспостави едно референдумско прашање кое гласаше, нели, дали сте за самостојна независна Република Македонија со право да влезе во еден сојуз на независни југословенски држави. Тргнувајќи од тоа прашање, кое нели на почетокот на август месец се постави како такво во Републичкото собрание, знаете, месец август е вообичаено месец за одмори, секогаш е кога ќе се заврши работата после Свети Илија, после Илинден, се прави еден, како да кажам, одмор, меѓутоа во тоа време немавме како сега е вака, ајде, пред да дојдеме до самиот ден, до 8 септември, немаше ваква напрегнатост, немаше вакво политичко влегување на партиите, бидејќи тоа беа првите денови од политичкото осамостојување и на државата. Немаше вака, имаше едно македонска радио-телевизија, македонско радио, немаше некој притисок кој зашто ќе гласа, кој зашто ќе се произнесе, беше оставено самата атмосфера да си созрее, граѓаните повеќе оптеретени по одмори, денот како што доближуваше, ние во контекст со соработка, бидејќи тогаш во првата експертска влада постоеше и Министерство за информации, во комуникациите со обичните телефони,
имавме соработка како да се организира и како граѓаните да бидат запознати со сето ова за да излезат и да гласаат. И нормално бидејќи Скопје е главен град на Република Македонија, акцентот беше ставен ако референдумот успее во Скопје, рефлексот од тоа ќе се пренесе и на сите други градови, што се покаже во самото гласање. Значи, колку што мене ме држи сеќавањето, атмосферата беше лежерна, луѓето со своја волја си доваѓаат, си излегуваат да гласаат и така натаму. Накратко, на самиот ден на гласање на 8 септември 1991, ние во рамките на составот во собранието, во договор тука беше и господин Кекеновски како подпредседател, тука беше и Павле Константинов како председател на извршниот одбор, во рамките на нашите можности и во соработка со Министерството за информација кој беше задолжено да направи плакатирање, информирање и така натаму, ние се договоривме во, може оваа слика и да покаже, преку општина Центар, бидејќи е најблиско до градот. Покажете една. Да, тоа е оваа слика, може да видат, да направиме еден штаб каде што ќе се сумираат резултатите од сите 5 скопски општини. Тогаш Скопје имаше 5 скопски општини, да не ги набројувам, ги знаете, и собранието на град Скопје, да ги сумираме резултатите и да даваме информации до средствата за јавно информирање, како е резултатот, бидејќи тие очекуваат нас. Немаше некој посебен штаб за Скопје и така натаму. Тие гласаа, давале одредени информации преку Министерството за информација, меѓутоа ние како подкрепа, како голема желба да успее референдумот, сумиравме резултати, значи нашата улога беше да одиме по избирачките места, да гледаме како се одвива, да пратиме како оди и да бидеме во комуникација со сите овие чинители кои учествуваат во организацијата на ова. За подсетување тогаш немаше ни интернет, ни Facebook. Ништо немаше, имаше, еве, самата слика покажува еден обичен фиксен телефон преку кој ние собиравме резултати од, нели, излезност 13 сатот, излезност 15 сатот. Сега, оваа слика е некаде на пладне сликана и во таа слика помалку или повеќе ние кога ги добивме последните резултати со излезност околу 15 сатот, веќе видовме дека бројката прилично добро напредува. Не би сакал да коментирам кој сакал, кој не сакал да излезе. Граѓаните тоа добро го паметат, особено повозрастните граѓани од 45 нагоре кои имаа право да гласаат, нели? Во секој случај, кога видовме дека работата оди кон добро, а ние имавме желба да успее. Во комуникација се гледа и по самата бина, знаете? Само малку извинете. Велите, вие сакавте да успее. Имаше ли тогаш воопшто некој што не сакаше да успее? Па не знам како да кажам. Ако подсетувам, значи тогаш партиите се правеа по своја идеолошка матрица. ВМРО ДПМН беше поставена за самостојна суверена Македонија, реформските сили СКМ ПДП беа за некаква Југославија, барем во тоа време. Јас таков печаток добив, иако сега други коментари се. Господинот председател на Собрание на Република Македонија на 8 јануари 1991 на почетокот на конститутивна седница се свиреше југословенската химна. Така беше. А само 2 пратеника од Веле со составот на ВМРО ДПМН не сакаа да станат на југословенската химна и се создаде една атмосфера, овие не ја сакат, па чекате Собрание на Република Македонија и југословенска химна. А веќе Словенија и Хрватска одвоени. Но добро, и тоа се надмина, помина сега, кој како си имал, што би рекле, кабает и своја желба, си го покажа со своето излегување или неизлегување на гласање на референдумот. Во секој случај референдумот беше успешен, нели го кажаа тоа, значи Никола Коневски како председател на Државна изборна комисија и председател Глигоров кој нели ја честита независна, самостојна и суверена држава Македонија. Да се вратам само накратко на овој настан. Во корелација со бидејќи градот Скопје организира Скопско културно лето на крајот на месец јуни. И ние со некоја импровизирана бина зедовме телефон да му се јавиме на господинот Мирко Стефановски, одговорен за културно-просветна заедница на град Скопје. Вака и вака ситуација, добро председатели, ќе се обидеме, ќе направиме една бина. И таа бина беше чиста импровизација. Колку часот беше тоа? Па негде околу 17, колку што ме држи сеќавањето, кога сме направиле пауза ова слика сега, колку значи тие резултати. И фактички таа бина, да предпоставим, да беше почната да се прави некаде од 18. Таа нема потреба од сат и пол, два. Тоа е една монтажна обична бина и се ги гледате од позади овие што пишу 1991 за обична бина каде што стои Македонско радио и град Скопје како организатори, нели? И народот гледајќи и слушајќи нормално преку медиумите дека
се прави бина дека нешто големо се случува и дека ќе биде успешно, народот почна спонтано да се собира и да пее песни. Јас таму дојдов околу 23:20, додека ги собрав сите резултати од 5 скопски општини, потоа Калдармисановото уличе од кај Мепсо, од другава страна сите други чинители кои се на бината и кои се овде, кои што се гледаат овде, сите тие чинители дојдоа од страната на Метропол. Така. А јас дојдов од оваа страна бидејќи имаше една репортажна кола на македонското радио која ме пречека на тоа уличе, господин Наталевски, дали можете да соопштите каков е исходот на градот Скопје? И првичната изјава за град Скопје беше кажана во репортажното возило на Калдармисановото уличе во 23:20. Што велеа резултатите? Дека Скопје има одлични резултати, сега да не дискутираме за бројки и така натаму, бидејќи не е ни целта на овој мис. И јас дојдов од левата страна на бината, нормално, сега, што е како, нели, донесовме меѓу другото, бидејќи беше голема прослава, секоја прослава треба да се одбележи, во рамките на можностите, се сетивме, еве го со возачот, донесовме и 8 чаши за шампањско, донесовме 2 повардарски бисери. Од кај ги земавте тие повардарски? Па не можам да се сетам, купени се сигурно од некаде, меѓутоа се гледа на сликата дека и на двата има залепено на двете шишиња амблемот на град Скопје и третиот иледен Скопје. Ова беше залепено на и референдумот, односно успешноста, резултатите беа прославени во овие 8 шампањски чаши со повардарски бисер. Значи резултатот беше успешен. Не фрушкогорски. Не, далеко од тоа. Сега господинот Плюсев нешто отвараше некој шише, ма кој да се види што е, како имаше некои коментари, но да го оставиме тоа. Значи, овој референдум јас од позиција на тогашен председател на собрание на град Скопје, кој заедно со Министерството за информации и сите кои учествувале во успешноста нели за во градот Скопје, го гледам како едно исполнување на вековната желба на македонскиот граѓанин, народ, за своја држава. Сега, бидејќи прашањето може да се каже визев и ова, 2 во 1, нели? Ако може така да се каже во референдум. За тогашното прашање. За тогашното прашање 2 во 1. И едните и другите, например, тие што беа за реформски сили, за СКМ, ПДП, што уште мислеа дека Југославија, може би си ја гледале својата желба за Македонија во рамките на еден сојуз од независни југословски држави. Тие што си беа за самостојнова, си поедаа од нивна позиција. Во секој случај се собра 1.100.000 и нешто илјади гласачи кои излегоа. Од кои 90 од сите тие што гласа, 95,7 беа за. Така. Што е импозантна бројка. Добро. Ако тогаш во споредба со сега, Да? кампањата може да се нарече како блага, а граѓаните сепак знаеја што треба да направат. Што е причината сега да се најдеме во ситуација да стравуваме дали ќе биде исполнет цензусот или нема да биде исполнет? Па, моје лично гледање е 27 годишното политичко битисување на македонската политичка сцена од различни чинители на власта. Да појаснам. Тогаш бевме, може да се каже условно, почетници, еден вид учесници во политиката, имаше голем елан, голема желба и голема љубов за ова. Сега меѓу време се измеша многу интереси, многу шеми и јас, како обичен граѓанин, сега ова го кажувам. Без оглед што сум бил представник од ВМРО ДПМН како председател нова и како обичен граѓанин, симпатизер на македонштината, мислам дека пред се некои надворешни интереси, внатрешни интереси кои во првиот момент не се гледаат и токму заради тоа е таа исполитизираност. За пример, за мене е непоимливо, како жител, граѓанин на Република Македонија, толку да се димензионира во медиумите, каков е ставот на овој, каков ставот на он. На првиот референдум ние немавме такво присуство и мешање на политички партии, народот сам. Во многу кратка и никаква скоро кампања од мешање. На еден така наречен референдум за локална самоуправа, па имаше совсем поинаков пристап. Да не се излегува на гласање и така натаму, не би сакал да правам споредба со тој меѓу референдум, бидејќи ова е сосема друга. А на овој мислам дека нема потреба, граѓаните си имаат своји секојдневни обврски, проблеми, маки, тие самите ќе си размислат. Впрочем, и мојата баба Павлина ми велеше, синко, секој човек си е башка будала, секој ќе си биде со својот кабает. Значи, рефлексот, отрезнувањето од сета оваа работа ќе се појави покасно. Ништо не се согледува однапред. Ќе треба да помине време
година, 2, 3, 4 и повеќе, за да видиме кој бил во право, ако уопште некој е во право или некој во криво. Во смисол, едните викаат за, а другите под наводници тивок, бойкот или не излегувам и така натаму. Па гледате, денеска имаме мал милион портали, медиуми, хаос е на медиумската сцена. Кој како сака си коментира. Кој коментар да го фатите, еве вие сте обичен, ставите се во моја ситуација, кој коментар да го дадете? Несватливо е, непоимливо, таков притисок и таква тензија врз граѓаните, да доваѓаат, да звонат на врата. Еве, да дават. Можете ли вие да дадете ваш коментар, јас ќе ви поставам. Знаете, народот рекол дека треба да биде информиран. Тогаш имаше тој тип на информирање, луѓето излегоа и гласаа. Зошто, например, сега собранието одвоило 1 милион и 300 илјади евра, им дава на ова, а не сака да одвои, верувајте ми, цирка максимум 50 илјади евра и да отпечати на обична рото хартија спогодбата меѓу двете страни, на обична рото хартија и да ја подели по обложувалници, по маркети, на врата да ви зазвонат, барем вие да прочитате. Кога вие самите новинари велите дека дали 3, 5, 7% го прочитат. Не новинарите, анкетите го кажуваат. Анкетите го кажуваат, пардон. Значи, граѓаните поведени од она што кажа на телевизија, ама никој не сака да ги информира. Зошто таа спогодба, например, еве мене тоа ми смета како граѓанин, не се подели, сите доваѓаат, ми носат запалки, пенкала и некоја си флаерче. Добро, дайте ми ја спогодбата да ја видам. Не ни е целта да бидеме дел од кампањата, во секој случај. Несватлив е овој притисок, господине Прибрак. Несватлив е за мене како граѓанин. Оставите ги луѓето сами да си кажат. Секој си е за себе ќе се одлучи. Ако добро забележувам, во ниту еден момент не споменавте дел од содржината на договорот. Велите самите граѓани да си го кажат тоа. И јас како обичен граѓанин, јас сум имал прилика да го видам нормално преку, меѓутоа ние имаме секаков состав од граѓаните. Има луѓе кои сака да го видат во рак. Некој сака да ја отвори новината и да ја види во рак. Некој сака да чита на порталите, нели? Ме разбирате што сакам да кажам? Ако сакате да бидете чисти како организатори, поделите, зошто не се дели таа спогодба колку е 7-8 страни, на обична ротохартија на граѓаните, па секој со своето убедување нека си прочита. Вака, како ќе гласаат? Врз основа на што кажуваат така наречените па во Македонија мал милион експерти, сите стана експерти. Ајде и ние електроинженерите да бидеме експерти и да коментираме како бивши политичари. Затоа велам, таа атмосфера нема никаква допирна точка, значи како резиме, со атмосферата што беше присутна после 9, значи во последните 30 дена пред референдумот. Од 9 август до 8 септември 1991. Значи не може да се прави споредба. А мене кога би ме прашале, ако би дозволиле, јас да си го кажам своето мислење, јас ќе си го кажам своето мислење, доколку вие дозволувате. Тоа на 30 септември. Останува на вас. Да, останува на мене, затоа велам, ние сакавме да ја предочиме и да ја споредиме таа атмосфера и мислам дека тоа би бил еден добар чекор, добар потек. Се уште има време, бидејќи кампањата е стартувана од 10. Така, има се уште време таа спогодба, која не е ни ратификувана, ни ништо, не знам како, јас не сум правник, има многу опречни и различни мислења, да биде подерана кај луѓето. Не е тоа никаков проблем, па секој со своето убедување да си каже, да си чита. Дали е за ВМРО, дали е за СДС, дали е за, дали е против, дали ќе гласа за, ќе покажат резултатите. И после тоа ќе видиме. Инаку јас сум за успешна Македонија да иде напред, тоа е мојот став како и секој млад човек, ако општо може да се каже како млад човек со моите 64 години. Во секој случај, ми беше драго што ме поканивте. И благодарам на Да, гостувањето. и да накратко да проговориме за тие историски моменти, историски денови, каде што и јас по редот на нештата, како председател на собранието на град Скопје, сум дал еден свој сосема мал придонес за успешноста во градот Скопје, со информација, со движење, со анимирање и така натаму и така натаму. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вас на поканата. Продолжуваме понатаму со нашиот веќе најавен гостин, професорот Јовеке Кеновски. Истото прашање и за вас. Од оваа временска дистанца, како гледате на референдумот од 1991 година и како се најдовте во ситуација да бидете еден од главните организатори на прославата тогаш?
Па, навистина, еве убава прилика да се подсетиме на 90-91 година, на случувањата кои им претходеа на референдумот од 91 година, во контекст на сето ова што еве го слушаме денови од страна на актуелната власт, која што се обидува да овој референдум го поистовети со референдумот од 1991 година. Прво мислам дека и тврдам дека апсолутно нема никаква допирна точка од повеќе причини. Прво поради фактот што во 1991 година, референдумот во 1991 година е резултат на еден логички след на околности и случувања кои што беа направени во тој период. Значи, јас само за гледачите би споменал што се тие, кои се тие логични случувања. Прво, во месец ноември 1999 година ги имавме првите парламентарни избори во плурални, избори во Република Македонија, за да потоа во јануари, поточно на 8 јануари 1991 година се формираше, се конституираше собранието на Република Македонија. Набрзо потоа следуваше избор на председателот на државата и тогаш подпредседателот на председателот на државата, значи тоа е 27 крајот на јануари, 27 чинам дека е јануари 1991 година. И она што е битно дека 2 дена пред изборот, председателот се избра во втор круг, беше изгласана декларација за сувереност и независност на Република Македонија, што беше навистина и еден храбар потек во тој период, бидејќи се уште докрај не беше почеток беше на распаѓањето на Југославија, меѓутоа се уште не беше распадната. Затоа што, ако се сеќавате, значи јас ќе ве потсетам на 25 јуни 1991 година, собранијата или парламентите и на Хрватска и на Словенија донесоа одлука за одвојување од Југославија, односно одлука за независност која што Република Македонија ја донесе малку подоцна, со референдум. Значи, по изгласувањето на таа декларација за сувереност и независност следеше избор на експертска влада на Република Македонија, прва влада на Република Македонија, и така што веќе во јуни 1991 година префиксот социјалистичка се избриша од називот на Република Македонија и останавме само Република Македонија. И она што е битно, значи веќе на 8 август, скоро една недела, 10 дена по прогласувањето на независноста на Хрватска и на Словенија, Република Македонија донесува одлука за одржување на референдум со кој што треба да прогласиме независност и сувереност. Значи на 6 август е донесена таа одлука за одржување на референдум и референдумот се одржа на 8 септември 1991 година. Сега, значи, видовме, ако логички размислите, има логичен след на околности, како се правило. За разлика од сегашниот референдум, кој што ни доаѓа, иако го најавува во јавноста тој референдум, овој референдум ни дојде наеднаш, бидејќи имавме еден период на интензивни преговори со Грција, па период на мораториум на преговорите со Грција. Ќе дојдеме до тоа. Добро. На 91 да се заврши. Сакав да ја направам таа паралела, да ја направам сосема кратко, значи одеднаш ќе дојде по мораториумот, за многу кратко време се седна, се направи договор и се закажа референдум. Што е најтрагично, ние сме сведоци. Сведоци дека тој договор кој што е направен, прво од правен аспект е апсолутно ништавен и да не говорам за сите аномалии кои што се во него на штета. И сега го ставате македонскиот народ во ситуација да гласа за нешто што не е правно валидно. На 91 така, да се наврати. Да се наврати. Значи во тој период јас бев подпредседател на собранието на град Скопје. Тоа беше една сериозна висока функција, бидејќи во тој период се уште немаше градоначалник и заменици градоначалник, туку имаше поставен врз основа на собранискиот модел на функционирање на вакви институции со председател и подпредседател и извршен одмор. Бидејќи одлуката за ја донесе собранието на Република Македонија и тогаш ние како град Скопје во чиј склоп функционираа 5 скопски општини тогаш,
бевме надлежни да го спроведеме, односно да се грижиме да се спроведе референдумот на територијата на град Скопје, вклучувајќи ги нели сите општини. Целиот извршен одбор и јас како подпредседател и председателот на собранието господин Милан Талевски во соработка со општините имаше еден иницијативен одбор или како да го наречеме организационен или извршен би рекол одбор составен од представници на сите општини кои што претходно треба да завршат претходни обврски во смисла на да видат дали се формирани избирачките одбори, дали постојат простории, значи се што се однесуваше повеќе од технички аспект за да биде спроведен успешно референдум. Ако се споредат кампањите тогаш и сега, тогаш воопшто немаше ни медиуми како сега, немаше интернет, немаше мобилни телефони, нема социјални мрежи. Знаете, ова што го кажав на почетокот, логичен след на настаните, всушност немаше потребата да повеќе се убедуваат граѓаните, односно да се прави реклама, бидејќи граѓаните беа свесни дека мораат да изгласаат и дека треба да изгласаат сувереност на Република Македонија заради тоа што таква беше целокупната ситуација. Вие живеете во држава во која што веќе се одвоиле неколку, другите се на прагот на одвојување и неминовно беше и Република Македонија да го превземе чекор. Второ, тогаш во Република Македонија кај граѓаните созреа свеста, иако велам споро, меѓутоа и брзо пак созреа свеста, бидејќи е потребно да действуваме како самостојна и независна држава. Значи, јас само ќе ве потсетам. Тогаш Социјалдемократскиот сојуз имаше 6 опции во тој период. Дури шестата опција беше самостојна независна Република Македонија, за разлика од ВМРО да помене, чија што опција за самостојност и сувереност беше една и единствена и на пиедесталот. Значи, велам, созреа таа идеја, меѓутоа созреа и кај граѓаните, и за кај оние кои што беа за останување во некаква си федерација, па некоја понатаму имаше идеја некоја квази федерација, меѓутоа во секој случај созреа идејата. Впрочем, и резултатите од референдумот јасно кажуваат дека граѓаните на Република Македонија се одлучија мощне свесно во прав момент да прогласат независност и самостојност и затоа велам немаше потреба апсолутно за никаков маркетинг, за никакво убедување на граѓаните да гласат, иако и постоеше една структура, значи ние се плашевме генерално дали албанскиот електорат ќе излезе на гласање, па се обидувавме на сите можни начини, онаму каде што лично сметавме дека се колебливи, да речем, да им дадеме аргумент повеќе, меѓутоа тоа беше многу минимално во однос на целокупната проекта. Добро, тие се политичките последици од тогаш. Кажете ми за прославата вечерта. Да, па сето тоа беше спонтано. Целокупната тие случувања, ние во текот на денот бевме задолжени, бевме поделени во неколку групи. Јас со мојата група ги покривав територијата на тогашна општина Чаир, кој што денешен Бутел врегува. Односно би рекол левата страна по течението на Вардар ги покривавме и едноставно одевме цел ден по избирачките места да видиме каква е излезноста и дали евентуално има некои проблеми. За среќа немаше никакви проблеми, беше едно еуфорично расположение. Сите го сватија како чин на како свечен чин и излегуваа со насмејани лица да го направат сето тоа. И некаде по вечерните часови, кога врз основа на информациите кои што ги имавме од терен, бевме веќе сигурни дека ќе има голема излезност. Тогашната културно-просветна заедница на град Скопје, нејзиниот директор го повикавме, имаше една монтажна бина која што на брзина беше поставена на плоштадот, во соработка со Македонското радио исто така се договаравме тие да го вршат преносот и така вечерта народот почна спонтано, надевајќи дека ќе се собере народ, почна спонтано да се собере и навистина бевме изненадени од бројката која што ја видовме во тие моменти. Значи како одминуваше вечерта, така се повеќе и повеќе народ доаѓаше, па се случи таму во еден период кога така некаде пред 11 или 12, не можам точно да се сетам,
веќе почна и да доаѓаат представниците на владата на Република Македонија, ги гледаат, значи, граѓаните на Република Македонија кои беа присутни, а кои беа отсутни во тој период, впрочем ние не знаевме кој каде е, што е. Така да се беше спонтано организирано, со една група ние седевме во бавчата на тогашниот ресторан Метропол, каде што ги пречекувавме и председателот Глигоров, тогашниот министер за внатрешни работи, председателот на владата Клиусев и така да сите оние кои што ги гледаме на онаа, би рекол, историска снимка која што ја имаме. И некаде Милан Талевски, така, тој од едната страна, ние од другата страна се качивме после на бината. Председателот на тогашната државна изборна комисија веќе имаше некои резултати, Милан Талевски ги соопшти резултатите од територија на град Скопје. И во тој период, не знам како, Милан Талевски се сети дека тоа треба, ако веќе прославуваме, не оди без некоја шампањско, па мислам дека имаше некој бисер, вардарски бисер или како беше. Па среќа еден од возачите во собранието на град Скопје се сетил дека сигурно дека треба и чаши да се има. Мислам дека ги зема од Метропол, од ресторанот Метропол чашите, па дојдоа со чашите и така настана тоа спонтана еуфоријата, таа спонтана весела која што заврши со еуфорија. По завршувањето на сето тоа, целокупната постава на собранието на град Скопје, до раните утрински часови продолживме да си ја прославуваме независност и сувереноста во еден од оближните кафичи. Од тогашни. Добро, да. Ако тогаш во споредба со сега кампањата може да се нарече блага и граѓаните сепак знаеа што треба да направат, што е причината сега да се најдеме во ситуација да се стравува дали ќе се постигне цензусот или не? Па кажав уште во старт, апсолутно договорот кој што е направен со Преспа дополнително го подели македонскиот граѓанин, од друга страна она би рекол насилничко истуркување на ратификација на договорот во собранието на Република Македонија исто е така причина за таа поделеност и за таа неверба на граѓаните во исправноста на договорот. Од друга страна го имаме председателот на државата кој што не го потпишува законот за ратификација. Од трета страна ги имаме политичките партии секој со своји ставови по однос на договорот и сето тоа внесе конфузија во кај граѓаните на Република Македонија. Тоа е се едниот сегмент на причини. Вториот сегмент на причини е фактот што владата на Република Македонија по секоја цена сака да го истурка договорот, дури фрапирачки за мене, мислам дека и за најголем дел од граѓаните, е фактот дека тие кога веќе сакаат да носат кога сакаат да одржат референдум за едно вакво прашање, одредбите на Уставот, одредбите на Законот за референдум и граѓанска иницијатива се мощне децидни. Значи, во една ваква ситуација се бара задолжителен референдум и се бара најмалку 50 плюс 1 глас да гласаат за овој референдум. Значи, не можеме ние ни да зборуваме за претходен, ни за консултативен, најмалку за консултативен референдум. Па не навлегуваме, тоа е причината за конфузијата и стравот дека нема да се излезе на референдум. Значи, сите се овие причини кои што го доподелија македонскиот граѓанин, од друга страна внесоа дополнителна конфузија и кои што сигурно во една ваква ситуација еден дел се уште размислува, другиот дел е одлучен и се поставува прашање дали воопшто ќе биде успешен овој референдум. Ви благодарам многу на учеството и на гостувањето.